Почитувани, добро вечер и добро дојдовте на уште едно петъчно издание на предавањата на Рускиот центар. Со оглед на тоа што вчера беше 9 мај, денот на победата врз фашизмот, овој пат одлучивме нашето предавање да го посветиме на прашањето за тоа како Советскиот сојуз победи во големата татковинска војна. За победата во најстрашниот вооружен конфликт во историјата на човештвото, Советскиот сојуз мораше да плати висока цена. Загинаа повеќе од 27 милиони жители, а огромните предели од Балтичкото до Црното море беа буквално изгорени. За окупацијата на Советскиот сојуз нацистичка Германија мораше да земе како човечки, така и материјални ресурси од практично цела Европа. Заедно со Вермахтот против Црвената армија се бореше италијанската, романската, унгарската и финската војска, како и војни контингенти од Шпанија, од Словачка и од Хрватска. Доброволци од окупираните земји, како што се Франција, земјите на Бенелукс или на Скандинавија, исто така се учествуваа во војната заедно со нацистичка Германија. Неколку пати во текот на војната Советскиот сојуз беше на работна воена катастрофа. Есента 1941 година пред портите на Москва се најдоа германците, а летото 1942 година за малку ќе ја лишаа земјата од она што се нарекува крвта на војната, односно од нафтата. Дури по триумфот на Сталинградската битка Советскиот сојуз можеше да здивне, но без оглед на тоа нему му предстоеше уште половина година крвава војна. Ке започнеме од 1941 година, на 22 јуни во 4 часот наутро, војската на нацистичка Германија во рамките на операцијата Барбароса навлезе на територијата на Советскиот сојуз. Таа практично презеде офанзива во 3 правци на главните градови, односно Москва, Ленинград и Киев. Тоа е оној значаен европски дел на Советскиот сојуз. Практично противникот успеа со целосна оперативна и, да кажеме, оперативно и тактичко тактички прогрес на изненадување да изврши својата офанзива. Катастрофалните проблеми со радиоврските во војската, потоа лошата организација на работата на штабовите и управувањето со војската, потоа слабата координација на единиците помеѓу себе, исто така отсуство на воено искуство и грешки на советската команда доведоа до тешки порази на Црвената армија. Она што е можна важно за текот на големата татковинска војна е всушност, може би да кажеме, првата битка која што даде некаков сигнал дека оваа војна може да биде добиена. Тоа е битката за Москва. Битката за главниот град на Советскиот сојуз траеше од октомври 1941 до април 1942 година.
Во неа од двете страни беа вовлечени околу 7 милиони луѓе, една од најголемите битки во историјата на човештвото. Суштно запозна со тешки порази на Црвената армија на приодите на престолнината, само во така наречениот Вјаземски котел. Советските единици имале околу 900.000 убиени, ранети, исчезнати и заробени. На почетокот на декември, во најкритичните моменти од битката, Вермахтот се приближил на Москва на само неколку десетини километри и веќе се подготвувал за решителен напад. Набрзо изгледало дека германците всушност ја подцениле моќта на Црвената армија. Советските единици во главниот град подготвувале многу резервни сили и веќе на 5 и 6 декември преминале во голема контраофанзива. Изнемождено од жестокиот отпор на кој најшла германската војска, ја фатила паника и започнала со голема брзина да се повлекува од Москва. Црвената армија ослободила неколку области и ги отфрлила германците на 150 до 250 километри од главниот град. Незиното напредување запрено дури пролета 1972 година. Предлагам сега да погледнеме една кратка снимка, документарна, токму посветена на оваа битка за Москва. Слышится нам эхо давнего парада, снятся нам маршруты главного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада, в сердце у солдата, ты моя Москва. Мы свою победу выстрадали честно, преданы святому кровному родству. В каждом новом доме, в каждой новой песне помните ушедших. Враг не так силен, как изображают некоторые непуга интеллигенты. Не так страшен черт, как его планируют. Синее сияние неподкупных глаз, на равнинах снежных юные курсанты. Началось бессмертие, жизнь оборвалась. Мне на этом свете ничего не надо, только в лихолетии ты была жива. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Все, что было с нами, вспомнят наши дети. Все, что потеряли, что для них спасли. Только ты осталась лучшим на планете, самым справедливым городом. Ето така видовме неколку архивски снимки посветени на битката за Москва. Сега се префрламе во северната престолнина и споруваме за обсадата на Ленинград, една од најдолгите и најстрашните обсади во историјата на човештвото, која што однесе над 1 милион човечки животи
во еден од двата најголеми советски градови. 27. јануари официјално е прогласен за ден на укинување на опсадата, што било практично одбележано со 24 плотони од 224 артилериски оружја. За тие 872 дена колку што траела блокадата од глад, од студ, од артилериско гранатирање и авионски напади загинале некаде околу 650.000 до 1,5 милион жители на Ленинград. Инаку, во својот дневник, началникот на генералштабот на германските копнени единици Франц Халдер има напишано, цитирам: "Непоколеблива одлуката на фирерот да ги срамни со земја Москва и Ленинград со целост да се откачиме од населението во овие градови, кој воспротивно ќе мораме да го храниме во текот на зимата." Тоа всушност е на самиот почеток на операцијата Барбароса, по молскавичниот продор на групата на армијата Север низ Балтичките земји. Непријателот веќе почнал да се движи кон Ленинград. Истовремено од Карелија кон градот се движала и финската армија. На 8 септември 1941 година германските единици го зазедоа градот Шлизербург на брегот на езерото Ладога и така затворија практично обрач околу Ленинград на копно. Вториот по големина град во Советскиот сојуз се најде во Замка. Во него останаа блокирани околу половина милион советски војници, речиси целата Балтичка флота и 3 милиони жители. И покрај се на германците им тргна од рака да го заземат градот на Јуриш. Ленинград кон средината на септември веќе беше претворен во вистинска тврдина. На највисоките приоди кон градот направени се 600 километри противтенковски ровови и препреки со бодликава жица, 15.000 постојани огнени точки и лесни бункери, 22.000 огнени артилериски положби, 2300 командни положби на наблюдувачници. Во самиот град беа подготвени 4600 засолништа во кои можеле да соберат 814.000 луѓе. Практично целиот центар на Ленинград бил прекриен со маскена мрежа со цел заштита од непријателската авијација. Единствено нешто што практично ги поврзал околиниот град со слободната територија бил водниот пат низ езерото Ладога, односно така наречениот пат на животот. Токму по овој пат била организирана испараката на намирници и евакуацијата. Германците немале намера да ја уништат и оваа последна комуникација. Тие практично со желба да целосно да го окупираат градот, сакале да го заземат и овој дел преку Ладога, и кој што практично бил постојано под нивна контрола. Се обиделе да продрат до реката Свир, надевајќи се дека така ќе се спојат со финските единици. На 8 септември тие го заделе Тихвин и ја пресекле единствената пруга по која товарот наменет за Ленинград бил испарачуван на источниот брег на езерото Ладога. Така на жителите всушност им бил намален и онага оскудниот оброк. Она што можеме да го кажеме дека и покрај ограниченото снабдување по воздушен пат и преку езерото Ладога, постоеле некакви правила според кои што
вториот по големина град во Советскиот сојуз, се снабдувал со храна. Војниците во првата линија на фронтот добивале по 500 грама дневно, 500 грама леб дневно, работниците по 375 грама, а останатите жители дидата по 125 грама. Веќе зимата 1941-42 година во Ленинград завладеал целосен глад. Никој дел од населението практично подгледнало на страшно искушение. Органите на Народниот комесаријат за внатрешни работи во овој период има забележано 1700 случаи на канибализам, а сигурно имало и повеќе. Труповите се краделе од мртовечниците или од гробиштата или директно се земале од улиците. Дури постоеле убиства и на живи луѓе. Во документите на управата на НКВД за Ленинградската област од 26 декември 1941 година се вели, цитирам, на 21 декември Воробјов ВФ, 18 години, невработен, со секира е убил својата баба Максимова, 68 години. Трупот го искасапил на парчиња, црниот и белиот дроб ги варил и ги јадел. При претресот на станот пронајдени се делови од трупот. Воробјов изјави дека убиството го извршил поради глад. Со експертиза е установено дека е непресметлив. Пролетта, еве, гледаме како всушност на фотографијата што се случувало во Ленинград, денешен Санкт Петербург, кој што практично од глад умирале илјадници луѓе, кои што на санки биле превезувани по улиците до заедничките гробници. Пролет 1942 година Ленинград постепено почнал да си доаѓа на себе по преживеаниот зимски кошмар. Во неокупираните предградија биле основани помошни домаќинства за снабдување на жителите од градот со зеленчук, подобрена е исхраната и намалена е смртноста, а делумно проработел и градскиот превоз. Важен и охрабрувачки настан било доаѓањето на партизанската комора од окупираните територии во градот од Волгоградската и од Псковската област. Партизаните кришом поминале стотици километри во тилот на германските единици за на 29 март да се пробијат преку линијата на фронтот и да влезат во Ленинград. На 223 запреги жителите од градот дотерале 56 тони брашно, жито, месо, граф, мед и масло. Од првите денови на опсадата Црвената армија практично не се откажувала од обидите да се пробие во градот, меѓутоа сите 4 офанзивни операции кои биле изведени во 41-та и 42-та година не вродиле со плод. Немало доволно луѓе, ниту пак доволно ресурси, ниту воено искуство. Сепак, непријателот не бил целосно имун на овие мали проблесоци од напади за одбрана од страна Црвената армија во Ленинград. Постојаниот притисок на советските единици крајно ја исцрпувала германската група армија Север, не оставајќи простор за маневар. По решењето на германските единици кај Сталинград, иницијативата во војната постепено почнала да преминува во рацете на Црвената армија. Советската команда на 12 јануари 1943 година пристапила кон реализација на офанзивната операција со име Искра, која на крајот вродила со плод.
Советските единици го ослободиле градот Шлиселбург и го исчистиле јужниот брег на езерото Ладога, воспоставувајќи копнена врска помеѓу Ленинград и слободните територии. Една година подоцна во операцијата Јануарски гром, советските единици го отфрлиле непријателот на 100 километри од Ленинград и конечно ја отстраниле секоја опасност за градот, а 27. јануари официјално е прогласен за ден на укинување на опсадата, што било, како што реков, величествено одбележано со 24 плотуни од 324 артилериски оружја. Сега ви представам уште една архивска снимка од улиците на Ленинград за време на опсадата. Если бы знать, что нас ждет впереди, если бы знать, как друг друга спасти, но остается лишь верить и ждать, только друг друга бы не потерять. Ждут испытания этой зимой, мне холод не страшен, ты рядом со мной, нас согревает наша любовь, даже в объятиях блокадных оков. Корочка хлеба одна на двоих, мы в Ленинграде, город в блокаде, в детской кроватке сонный малыш, и ты со мной рядом, ты со мной рядом. Корочка хлеба одна на двоих, кружим по комнате, чтобы согреться, кружим по комнате, чтобы растопить холодную ночь и озябшее сердце. В воздухе зимнем запахнет весной, в вальсе блокадном закружим с тобой. Пусть голодны мы и тяжко нам жить, не перестанем друг друга любить. Счастье возможно даже в аду, когда мы друг с другом и сердцем в ладу. Там, где беда, слова не нужны, только бы нам дотянуть до весны. Корочка хлеба одна на двоих, мы в Ленинграде, город в блокаде, в детской кроватке сонный малыш, и ты со мной рядом, ты со мной рядом. Корочка хлеба одна на двоих, кружим по комнате, чтобы согреться, кружим по комнате, чтобы растопить холодную ночь и озябшее сердце. Воспоминание одно на двоих, больше 2 лет длилась эта блокада. Выжили вместе, вырос малыш, и ты со мной рядом, ты со мной рядом. Од тешкиот пораз кај Москва на крајот од 1941 година, германците беа принудени да ги преиспитаат принципите на војувањето против Советскиот сојуз. Повеќе не можеше да се зборува за истовремена офанзива по должината на целиот советско-германски фронт, како што тоа функционираше на почетокот на операцијата Барбароса. Требаше да се избере еден приоритетен правец на напад и изборот падна на југ. Според планот СИНО, дефиниран од Хитлер на 5. април 1942 година,
Вермахтот требаше да се пробие од територијата на источна Украина до најбогатите советски нафтени наоѓалишта на Кавказ, од каде што практично доаѓаше над 70% од нафтата произведена во СССР. Нивното освојување ќе овозможеше буквално да се стопира Црвената армија и целосно да се покријат потребите на германската индустрија, која во тоа време веќе почна да доживува дефицит од оваа суровина. Походот за нафта не можеше да се реализира без сигурно поставување на крилата на фронтот. Германските сили мораат да излезат на реката Дон и Волга, каде што можеа да формираат силна одбрана. Сталинград во овој одбранбен систем требаше да игра клучна улога. Освен тоа, освојувањето на овој голем индустријски центар и сообраќаен јадол ќе овозможеше целосно да се оттече Кавказот од централните региони на Советскиот сојуз. Советското раководство немаше информации за тоа каде и кога германците ќе го изведат следниот напад. Оперативната управа на Генералштабот, германската разузнавачка служба, на секој начин го подкрепуваше уверувањето на кое што постоеше кај Генералштабот, а тоа е дека повторниот напад ќе биде изведен врз главниот град, врз Москва. Ситуацијата на јужното крило на советско-германскиот фронт за Црвената армија стана значително посложена по неуспешниот обид на советските сили да го ослободат Харков во мај 1942 година. Советската армија при тоа претрпе големи загуби од 270.000 мртви, ранети и заробени. Сепак, врховната команда во Москва и понатаму не се решаваше да префрли големи резерви од Западниот фронт на југ. Таа не ја промени својата одлука, дури никога на 19. јуни силите на противвоздушната одбрана на линијата на фронтот го соборија авионот на началникот на оперативното оделение на германската 23-та тенковска дивизија, мајорот Рајхел, и кога во рацете на советската армија падна дел од планот Сино. На крајот на 28. јуни, по масовни воздушни и артилериски подготовки, германската армиска група Вајс неочекувано за советските сили удри на просторот меѓу двете армии на Брянскиот фронт и пробивајќи нивната одбрана се упати кон Старија Скол и Воронеж. 2 дена подоцна 6-та армија на генералот Фридрих Паулус успешно ги проби позициите на југозападниот фронт. Поради неочекуваниот напад на Вермахтот, делумно изгубена контролата на војската над неколку советски фронтови, прекината врската со голем број воени формации. Брзото префрлување на резервите на југ, што го преседе советската команда, беше извршено со задочнување што оневозможи да се изврши силен контранапад врз германците. Тенковските корпуси кои пристигнуваа во областите на борбените действија влегуваа во битка поединачно и несинхронизирано. Неефикасноста на овие действија доведе до тоа да во еден момент маршалот Симеон Тимошенко бил принуден да издаде наредба која што гласела да престанат да ги мелат своите тенкови и реки фронтално врз силно утврдените непријателски позиции. До 6. јули германците веќе имале освоено поголем дел од Воронеж. Битките за градот барале од нив многу повеќе време и енергија отколку што се очекувало. Упорниот отпор на бранителите го спречило 48-миот тенковски корпус навремено да се тргне на југ и да учествува во опсадата на советските сили што се повлекувале. Затоа непријателот не го усвоил Воронеж во целост, а Црвената армија на ова место презимала напади во текот на целата Сталинградска битка. Две групи армии на Вермахтот напредувале кон Кавказ и Сталинград, брзо минувајќи стотици километри.
и изолирајќи десетици илјади советски војници од главнината на нивните сили. Водејќи тешки одбранбени битки, советската армија се провлекувала кон реката Дон, која била многу близко до Сталинград. Во текот на борбите на подрачјето на големиот и малиот свиок на Дон во јули и август 1942 година, шестата армија на Паулус и четвртата тенковска армија на Херман Ход го совладаа жестокиот отпор на советските сили и се упатија кон Волга. На почетокот на септември, измачен од постојаните контрнапади на Црвената армија, мокната германска формација, иако со значително ослабен жар, стапи во крвави улични борби за Сталинград, во текот на кои германците мораа да платат висока цена за секој освоен метар. Започна практично клучната фаза на најважната битка во Втората светска војна. Сталинград, кој првично беше секундарен правец за Хитлер, сега стана главна цел. Двете страни упорно испраќаа се повеќе и повеќе сили во оваа битка, во овој кошмар, во оваа кланица, така што градот се претвори во вистински пекол на земјата. За тоа сликовито сведочат и сеќавањата на очевидци и писмата од фронтот. Сталинград го бранеше 62-та армија на генералот Чујков. Командантот најмногу внимание посвети на формирање на помали мобилни јурични групи кои, како што се вели, со раце и нозев се вкопуваа во зградите и земјата и го чекаа доаѓањето на фашистите да фрлаат гранати врз нив. Исто така тука биле и подземните тунели кои што продиралат во непријателската позадина, нанесувајќи им таму болни удари на германците. Најголемиот товар на борбата се разбира падна на плеќите на обичните војници, кои што морале апсолутно да целите себе си да се предадат во војната, односно самите тие да станат војна без да размислуваат на своите животи. Покрај Вермахтот, бранителите на Сталинград морале да се борат и против еден друг невидлив пријател, имено на градот му се загнуваше и епидемија на колера и само благодарение на надчовечките напори на советските лекари беше избегната катастрофа. Германците зазедоа поголем дел од градот, но не успеа целосно да го освојат пред мразовите. Шестата армија се уште водеше тешки борби во градот, кога советските сили неочекувано започнаа голема стратешка офанзива на 19 ноември, која што беше наречена операција Уран. Тоа беше силен удар врз крилата на германските единици, каде што беа послабите романски единици. Со надеж дека ќе избегнат катастрофа, германците брзо ги испратија на сојузниците резерви како засилување. Интересно што дури и во тоа страшно време постоеле случаи кои представуваат вистински куриозитет. Например, германската 22-та тенковска дивизија не можела да дојде на помош на уморната веќе трета романска армија и тоа било еден интересен случај. Тоа се случило поради обични глувци. Обрачот околу армиската група на Фридрих Паулус, која броеше 330.000 војници, беше затворен на 23 ноември. Меѓутоа, во тој момент на нацистите ситуацијата се уште не им изгледаше како катастрофална. Хитлер и нареди на шестата армија да се држат во градот, да се снабдуваат по воздушен пат и да чекаат засилување. И навистина на 12 декември започна операцијата Зимска бура, односно групата армии Дон под команда на фелдмаршалот фон Манштајн тргна во пробив на обречот
но не успева. Во тоа на почетокот на 43-та година германците практично ги изгубија сите своји шанси да ги ослободат опколените единици. Покрај тоа, многу војници на Паулус се уште веруваат дека Хитлер ќе го исполни своето ветување и ќе им испати засилување на војската. Советските единици ја преживеа зимската бура, потоа ги поразија италијанските и романските сојузници на германците на Дон, за да го потиснат непријателот на неколку стотици километри од градот, за на крајот да започнат со планското уништување на непријателот во Брач. Ноќта наспроти 31 јануари 43-та година, единиците на 38-та моторизирана пешадиска бригада на 64-та армија се пробија до зградата на Стоколната куќа во центарот на Сталинград и ја блокираа од сите страни. Токму од таа зграда се наоѓаше штабот на 6-та армија на Фридрих Паулус. 2 дена подоцна, веќе на 2 февруари, последниот германски контингент под команда на генералот Штрекер капитулираше во близина на Сталинградската фабрика за трактори и фабриката барикади. Тој ден заврши практично најважната битка во Втората светска војна. Триумфот на Волга беше постигнат благодарение на херојството на советските војници, по високото ниво на војната вештина достигнат од командите на Црвената армија и низата грешки кои што секако ги направи германската војска. Тешко е да се процени значењето на советската, да се прецени значењето на советската победа во Сталинград на нацистичка Германија и на воено-политичкиот блок на силите на Оската им беше нанесен тежок удар. Членките на антихитлеровската коалиција беа охрабрени од таа победа, а Црвената армија ја презеде иницијативата во војната и ја држеше цврсто во своји раце до крајот на војната. Да се префрлиме понатаму, уште многу малку време ни остана. Летото 43-та година германските единици се обиделе да ја повратат стратешката иницијатива во војната изгубена по Сталинград во крвавите борби на Крускиот фронт. Од двете страни учествувале околу 4 милиони луѓе, на 13.000 тенкови и самоодни артилериски оружја, а исто така и 12.000 авиони. Германците нападнале од двете страни кон центарот со намера да ги опколат и да ги уништат силите на Црвената армија на подрачјето на Курск, но најшле на упорен и жесток отпор на советските сили. Германците со големи загуби успеа да напредуваат само неколку десетици километри, наскоро ја запреле офанзивата и биле принудени да преминат во одбрана. Повлекувајќи се под притисок на Црвената армија, германските единици се движеа кон Днепар, затоа што тој имаше моќна линија на одбранбени утврдени положби кои се нарекуваа Источен бедем. Задачата на советската команда беше на непријателот да не му се дозволи задржување на оваа важна стратешка линија. Во борбите за Днепар учествуваа 4 милиони војници од двете страни, штом ке стаселе до брегот на советските дивизии, не чекале општо наредби, во истиот момент ја форсирале реката. На тој начин целовитоста на Источниот беден е нарушена, пошто Третиот рајх изгуби секаква шанса да води долготрена војна на територијата на Советскиот сојуз. Летото 1944 година Црвената армија му покажа на Вермахтот како изгледа блицкриг на советски начин.
во Белорусија на 23 јуни ја започна сеопфатната операција Багратион, во која над 1,5 милиони советски војници се судриле со 800.000 војници на германската група армија Центар. Мукната непријателска одбрана е пробиена благодарение на синхронизираните действија на 4 советски фронта, паметно применетата авиација и артилерија и навештото користење на крупните тенковски формати и единици. За 2 месеци борба Црвената армија напредувала 600 километри на запад и ослободила територијата на Белорусија и дел од Полска и стасала до приодите на Варшава и на источна Прусија. Групата армии Центар доживеа целосен слом, имаше и половина милион убиени, ранешти и исчезнати без трага. Меѓутоа и Црвената армија скапо ја плати оваа победа. Во офанзивите на непријателските одбранбени положби загина 178.000 советски војници, а 587.000 беа ранети. Пролета 1945 година, Третиот рајх практично ги одбројуваше своите последни денови, но германците покрај тоа успеа за одбраната на својата престолнина да концентрираат сили кои броеа меѓу 800.000 и 1 милион војници. Единиците на Црвената армија кои имаа намера да се пробијат во дуфлото на ѕверот броја нешто над 2 милиони војници. Пробивајќи ја длабоко ешелонираната германска одбрана и обидувајќи се да одбијат многобројни непријателски контра напади, советските единици на 25 април го стигна обрачот околу градот. Опколениот берлински гарнизон капитулираше на 2 мај. Некои единици не сакаа да го положат оружјето и се обидаа да се пробијат на запад, но и тие беа уништени или протерани. Во берлинската операција загина 80.000 советски војници. Тоа е во принцип она што се случуваше за време на Втората светска војна. На крајот еве да видиме и една снимка од враќањето на војниците на Белоруската железничка станица од фронтот. Ова е снимка набрегу по победата на Црвената армија врз фашистичка Германија.
на тоа дека ни останува нешто помалку од половина минута од вечерашното предавање. Тука би ви се заблагодарил за вашето вечерашно присуство и ќе ве поканам да ги следите настаните кои што ќе се случуваат во организација на Рускиот центар на нашата страница на Facebook. Ви посакувам убава вечер и секако пријатен викенд.